цркво, како сме денес? Добри ли сме? Добри сте, јас сум многу возбудена што имам таа прилика повторно да споделам со вас тоа што Бог остави на моето срце и тоа што Бог го прави во мојот живот. И се радувам дека имам таа прилика да споделам денес од Божиот збор со вас. Ако има некој тука што не ме познава, јас ќе се представам само накратко. Јас сум Никол и доаѓам од Чешка, затоа ако ви звучам малце чудно, мојот акцент е таков малце чешки. И работам тука во Евангелска црква со пастор Живко и неговата сопруга Стефани и учам теологија. Пред да почнам било што да кажам, сакам да ве прашам неколку прашања и ако одговор е да, би сакал да кренете рака. Може ли? Може. Дали има некој тука што ужива да чека? Да чека. Дали има некој тука што едноставно ужива во целиот процес на чекање? Никој. Да? Браво. Јас мислам дека ние како луѓе не сакаме да чекаме. Едноставно не можеме да дочекаме. Ако некој ни каже за една недела ова ќе се деси, спремај се, јас не можам да доспијам да се деси тоа. Но сакам денес да ве предизвикам, размислувајќи за сезоните на исчекување или чекање, како на едни од најважните сезони во нашите животи. Како едни од најубавите и најважните сезони во нашите животи. Сезоната на исчекување многу често е сезона кога Господ прави чуда во нашите животи. Кога Господ го расте нашиот карактер, ја расте нашата вера, нашата доверба во Него. Во сезони кога не знаеме што ќе ни се случи утре, кога не знаеме кога ќе се случи тоа што Бог ни кажа, кога тоа што Бог ни вети дека ќе се случи, и не го гледаме тоа. Во тие сезони кога мора да му доверуваме на Бог, тие сезони се едни од најважните сезони во нашите животи. И не знам дали се сеќавате, но јас споделив приказ на кога бев во Чешка ова лето. И кога повторам таа приказна, дали тоа што сега ја гледам на таа приказна како на една сезона исчекување во мојот живот. Јас на крај на август требаше да се заминам за Чешка. И се вратив почеток на октомври. И тогаш не знаев, немаше никаква причина зошто не ја добивам визата. Јас во тоа беше околу, не знам, сезона на 2 месеци, кога не знаев кога ќе можам да се вратам во Македонија. Не знаев кога Бог ќе ги говори моите молитви. Знаев едно нешто, дека Бог ме повика да сум тука, го знаев ветувањето што Бог ми го дал во мојот живот и знаев дека ќе се вратам. Значи знаев дека го имам ветувањето и знаев дека Бог ќе го исполни тоа ветување. Но овој процес не знаев. Што значи тој процес од тука до тука? Немав појма. И сакав да се молам, сакав ќе му верувам на Господ, знам дека ќе се вратам. Таа сезона не можев ниту да се молам, затоа што ми беше тешко. И не знаев што значи таа сезона за мојот живот. Размислувајќи на таа сезона на исчекување, сега после 4 месеци, знам дека Бог ме буквално извади од Македонија и ме стави во Чешка, за да јас поминувам време сама. Што правев тие 2 месеци, бев буквално дека живеав со татко ми дома во една соба. Немав никакви многу планови и кога се молев, кога успав да се молам, чувствував дека Бог ми кажува сакам тука да седиш во твојата соба со татко ти дома. Јас ко, може нели има мисија во Македонија, нели има работа во Македонија, нели ми каже дека тука треба да сум, тука треба да служам. Зошто Господе сакаш јас да седам во мојата соба дома и да чекам? И Бог ми каже, ќе ме слушаш мене и ќе седиш тука со татко ти. Кај нас дома се случиле многу нешта во минатото и целата атмосфера кај нас дома, моите не се христијани, е многу тешка. И духовно е многу тешка. Ја чувствував целата тежина духовна 2 месеци кога таму седев и се молев. Минатата година беше многу интересна година за мене, кај што мојот живот беше онака, горе-доле, горе-доле, горе-доле. И сватив една работа кога бев во Чешка. А тоа беше дека
Минатата година не го ставав Господ на првото место во својот живот. Бог ми покажа дека односите и пријателите го зима местото на Бог минатата година. Интересно нешто, кога седев во Чешка и се молев, дојдов покана од мојот другар од Америка и ми рече со едно семејство и ми рече: "Ајде ќе ти купам карти, ќе седиш тука со нас." Јас го фала многу, но не можам да дојдам. Многу е глупо, не знам како да го објаснам, но чувствувам дека Бог сака тука да седам. После моја најдобра пријателка Винсен од Словенија ме покани во Италија. И рече: "Ајде дојди со нас, моето семејство во Италија, ќе седиш една недела, ќе ти помине брзо, па после ќе се вратиш во Македонија." И после ме рече: "Ајде дојди во Словенија, па ќе ти помине брзо, ќе бидеш со нас, нема да мора да седиш во собота во Чешка." Јас кажав: "Вини, многу глупо ке звучи, но чувствувам дека Бог ми кажува дека мора да седам тука." Тоа нема никаква логика за мене, но тоа го чувствував. Во сезоната на исчекување, Бог ме учеше како да го ставам Бога како приоритет во мојот живот. Ме учеше како да му верувам на Него и ми покажуваше дека ако има било што во нашите животи, во центарот на нашите животи, тоа нема да успее. Заради тоа што се од нашите животи мора да произлегува од Христа, а Он мора да е во средина во нашите животи. Јас верувам дека таа сезона за мене беше стварно сезона каде што Бог ме спремаше за тоа што сака да ме искористи во Македонија. Имав многу пријатели во Чешка, веќе ми беше преку глава кога ми кажува: "Епа тоа ти е како тренинг од Бог, дека тука мора да се молиш и да чекаш." Ја кажав: "Што значи тоа?" И не знаев тоа што значи. Но тоа за мене беше една припрема. Бог да го расте мојот характер, да ја расте мојата вера и да го ставам Бог на прво место во мојот живот. Во која сезона се наоѓате вие моментално во вашите животи? Дали го чекате некаков одговор од Бог? Да имате некакви прашања кои што не ви се одговорени од Бог? Но знаете дека Бог ви ветил нешто. И знаеме дека Бог ќе го исполни тоа нешто. Што значи оваа сезона во која што моментално се наоѓаме? Јас сакам денес да погледнеме на три многу познати личности од Библијата, кои што верувам дека ни се познати на сите нас. И сакам да размислуваме за тие личности, а за тие сезони на исчекување во кои што биле и они. Прво сакам да спомнам Авраам. Сите имате слушано за приказна за Авраам, претпоставам, така? Да. Браво! Претпоставам дека да, ова е една од најпознатите приказни во Библијата. И Авраам добива повикот, добива ветување од Господ. И тоа ветување сега ќе ви прочитам. Господ му рече на Аврама: "Излези од своја земја, од родното место и од татковиот дом, и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословувам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои ќе те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои ќе те проколнуваат. И во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата." Значи, Авраам кога го добива овој повик, или го добива ветувањето, е веќе на стари години, веќе е стар, да кажеме околу 75 години. И Бог му вика: "Ќе ти дадам дете, ќе ти дадам потомство, преку кое ќе го благословувам. Ќе го благословувам земјата, ќе го благословувам својот план и ти ќе бидеш дел од мојот план." На 75 години Бог му вика: "Преку тебе ќе дојде благослов. Преку тебе ќе го исполнам својот план за спасението." И сега што се случува? Авраам се поминува на своите битки во животот, си живее со својата сопруга Сара и се молат и чекат. Но Сара не може да затруди, така сега, да стане трудна. Од човечката гледна точка почнува да се сомнуваат. Како е тоа можно? Како Сара вика: "Бог ме направи да сум неплодна."
па ни вети дека преку нашето потомство, преку нашето дете ќе дојде благослов. А што одлучува? И двајцата одлучува дека ќе ги презема да работиме во своите раце. И дека го убрза процесот на чеканието кој што Господи му го дал. Со намера. Во тогашна култура беше нормално, ако маж и жена не може да има деца, едноставно Авраам имал слугинка, Агара, и ете, Сара добива идеја. Ајде направи си дете со слугинката Агара, за да имаме потомство, за да ни дојде благослов. Ама вика, ајде ќе го направиме тоа. И им се роди син Исмаел, и Бог вика преку ова дете ќе дојде проклонство во овој свет. Нема да има благослов во ова. А зошто? Заради тоа што тие двајца одлучила дека ќе убрзат нешто што Бог сакаше да направи во неговото време, поради неговата милост. Они одлучуваат да прават работи како што мислат дека би требало да се прават. Но на крај Бог го исполнува своето ветување. На крај му се роди дете Изак, преку кој Господ ќе носи благослов во овој свет. Така што, и кога ние мислиме, кога сме во тие сезони, кога мора да чекаме, и знам дека сакаме многу често да ги успориме, да ги убрзиме работите во нашите животи, сепак на крај се случува така како што Бог има испланирано. Заради тоа што ако Бог ни ветува нешто или дава ветување во нашите животи, Он секогаш ги исполнува. Поради неговата верност, поради неговиот план. А ние што мора да правиме е дека ние мора да сме послушни кон Бог. Затоа што Он не повикува, затоа каде Он не води. И сака да учествуваме во неговиот план, во неговата мисија на овој свет. Да погледнеме на Мојсей, друга многу позната приказна за чекање во Библија. Мојсей го добија повика од Бог да го избави израелскиот народ од робството во Египет и да го однесе во ветената земја. Во Излез 19 глава вели вака: Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ, зашто моја е целата земја. И Мојсей одговара: се што рекол Господ ќе направиме. Нели често во нашите животи кога чувствуваме дека Бог нешто не каже да направиме, се како ќе го направиме тоа. Секако ќе го направам тоа, секако ќе ти служам, секако ќе се предам себе си, секако ќе давам од себе си, секако ќе давам во црква, секако ќе ти служам. И после ни доаѓа една сезона на тишина. Како за израелците, кога Бог одлучувал дека нема да ги зборува. Кога биле они непослушни. Но една сезона каде што мислам дека многу често Бог намерно мочи во нашите животи. За да се види во нашите срца тоа да што го кажуваме на Господ, јас ќе го направам тоа, ќе се предадам, дали тоа стварно важи во секој ден во нашите животи. Не сакам да влегувам во целата приказна за израелците, заради тоа што е многу долга приказна и тоа е чеканието 40 години. 40 години во Библија е една генерација. Израелците си имале своите моменти каде што го следеле Господ, кога не го следеле Господ, кога биле послушни, кога не биле послушни, па Господ им дава 10 заповеди. На крај што е на убавото во целата приказна дека ни открива характер на Бог. И тоа е неговата верност во неговото ветување. Дека ќе не користи нас луѓе што знаат дека ќе бидеме непослушни. Дека нема да можеме со своите сили да го следиме Господ. Но ќе можеме преку Светиот Дух. Он ќе не користи во неговата мисија, за неговата слава на оваа земја. Еден теолог пишува вака за приказната за израелците.
не можејќи да имат доверба во египјаните и сега имајќи доверба само во Бог, без разлика на тоа дали се наоѓале во Египет или во пустината. Израелците морале да ја стават секоја своја доверба во Бог, а не во човек. А тоа е нешто најважно нешто што Бог не учи во нашите сезони на исчекување. Да не ја ставаме нашата доверба, како јас погрешно го направив тоа, во луѓе околу мене. Туку да ја ставаме нашата доверба во Господ. Што да правам во сезона на чекање? Кога ми се чини дека Бог молчи. Како што Бог вика на израелците многу пати. Сети се. Сети се на моето ветување. Сети се на она што Бог го направил во твојот живот. Сети се на тие моменти кога си го доживеал Бог. Кога си имал мокно месество со Бог. Сети се на тоа што Бог те повикува во твојот живот. А сети се дека Бог оди со тебе и верувај дека ќе заврши делото во твојот живот. Во неговото совршено време. Таа сезона 40 години, кога Господ ги носел израелците од робството во ветената земја. И така Бог нас не спрема. Но живееме како луѓе кои што не се робови, туку слободни луѓе. И како ќе живееме еднаш за секогаш со Бог. Во новата земја, во новото небе. Слушам една приказна еднаш за човек што бил бивши зависник и бил во затвор некое време. И во затвор го се сретнал со живиот Бог, со Исус Христос и го предал својот живот на него. После човек му поминува времето во затвор и е слободен, излегува надвор и пробува да почне да живее, да кажеме, нормален слободен живот, надвор од затвор. И мислам дека му требаше можеби недела дена, а пак се врати на истото нешто. Заради тоа што не знаеше како да чекори во слободата. А верувам дека и така Бог не учи како ние, како Божји деца, кои што не сме во робство, кои што сме слободни во Исуса Христа, да живееме слободен живот секој ден. Знаеме дека сме ослободени, дека сме слободни, но како да живееме секој ден како слободни луѓе? Стигаме на главниот текст за кој што сакам да зборувам денес. И тоа е за градот Ерихон и ѕидовите кои што Бог ги руши во таа приказна. Да поминеме од Мојсей на Исус Јавин. Мојсей починува и сега Исус Навин ја презема таа улога на водач да ги води израелците во ветената земја. Во земјата на која што чекале толку долго. И ќе ја прочитам сега таа приказна. Сега ви казвам на Ребека да ја прочитам, може ли? Заради тоа што ти зборови се доста тешки за мене. 1 до 5 стиха. А Ерихон стоеше силно утврден и затворен пред израелевите синови. Никој не излегуваше, ниту некој влегуваше. Тогаш Господ му рече на Исуса: Еве, ти ги предавам во рацете Ерихон и неговиот цар со војниците. Сите вие војни обиколете околу градот еднаш на ден, така правете 6 денови. А 7 свештеници нека носат 7 труби од овновски рогови пред ковчегот. На 7-миот ден обиколете 7 пати околу градот, а свештениците нека трубат во трубите. Па кога ќе затрубат продолжително во овновскиот рог, сиот народ, штом ќе го чуе гласот на трубата, нека крене силна воена викотница. И градските ѕидишта ќе се разорнат, а народот нека влегува тогаш секој оттаму каде што ќе се најде. Фала ти, Ребека. Така да израелците стојат таму каде што чекале многу години, пред ветената земја. Мора да проминат
поменат преку реката Јордан, но пред нив стои еден предизвик. Ако може иначе да ја покажи сликата. Ете ви го градот Ерихон. Пред нив стои овој голем предизвик. И тоа е како ќе влеземе во градот со такви силни ѕидови, со такви мокни ЗИДови. Како ние да успееме да влеземе во градот. Едно интересно нешто, што не знам како на вас ви звучи, но која Ребека читаше таа приказна, тие инструкции што се дарени од Бог многу се интересни. Значи сега зборуваме за битка, за реална битка која што беше реална битка со меч и копје и такви работи. Може да покажеш другата слика, остави. Тука ни се израелците и сега ги гледаме другите што едноставно во секој момент може само да вземат меч и да го фрлат и да ги убијат. Инструкциите што они ги добивале од Бог е да чекорат околу градот. Во битка. Да чекорат, да чекорат околу градот. 7 дена. 6 дена, еднаш на ден. Да чекорат околу. Како стратегија за битка. Друго интересно нешто, таа задача да ги земат инструментите и труби на кои што ќе треба да свират на 7-миот ден. Тие инструменти ги користеле израелци на крајот на битката, кој што беше победена. Но Исус веќе на почеток, кој им дава инструкциите во вториот стих, вика: еве ти ги предавам во рацете Ерихон и нивниот цар со војниците. Исус им вика на израелците: победата е тука. Јас веќе победив, јас веќе ви го давам градот. Они гледаат големи ѕидови. Вие ќе мора само да сте послушни кон мене, да правите тоа што јас сакам да правите. И на 7-миот ден ќе ја искусите победата. Може да ја врати сликата? Историчари велат дека овој град бил многу мал град и дека им требаше околу сат време да прошетат околу градот. И дека ова била најмалата битка за израелците. Да кажеме во множина на градот на луѓе кои што беа таму. Но најважната битка, во која што верувам, они учеле како да му доверуваат на Господ. Зошто Бог барал да го обликуваат градот 7 дена? Сакам да спомнам 5 работи кои што верувам дека Бог ги учеше израелците Исус Навин во ова приказна. Првата е вера. Замислете Исус Навин како водач им кажува на својата војска: ќе шетате околу град. Мора да ме слушате, тоа е тактиката. Ќе ги носите инструментите, ќе го правите тоа. Исус Навин мораше да има вера во Бог, дека он им вика: јас ви го дам ветувањето, јас ќе ви ја дам победата и ќе го исполнам своето ветување. Они мораше да има вера во тоа што Бог ги повикува, во тоа што Бог им кажува. Второто, послушност. Бог можеше онака да ги сруши ѕидовите, само со збор да го каже тоа да ги сруши. Но он сакаше израелците да имат улога во тоа што он го прави. Така да и Бог сака да има улога во тоа што го прави во нашите животи. Може би за мене кога бев во Чешка, мојата улога само беше да верувам дека треба да седам таму и да се молам. Може би тоа за мене беше улогата која што јас ја имам во тоа што Бог сакаше да направи во мојот живот. Нашата одговорност е да се послушно му кажуваме да на Бог, за тоа што Он не повикува и ни кажува дека треба да правиме во сезони кои што не се сезони на исчекување. Третата работа е храброст. Може да смениш сликата пак, извини. Да идеме во таква битка, каде што има војска која што може онака да не уништи. А ние ништо да не правиме. Исус знае, вика: ќе мочите 6 дена. Не сакам ниту еден збор да слушам од вашите уста. На 7-миот ден
ке славите со инструменти и со труби. Тоа треба храброст за тоа. Кога чувствуваме и слушаме тоа што Бог ни кажува, тоа што Бог не повикува, ни треба храброст да кажеме да на Бог. За да може да видиме победата во нашите животи. Четврта работа, доверба. Доверба, мислам дека тука наводачар Исус Навин, кој што им даваше инструкции за тоа што мора да прават. Верувам дека и така Бог ни дава луѓе во нашите животи, кои што понекогаш може да не насочат на некој правец, може би ке не вода во некој правец. Од нас се бара доверба. За да Божиот план во нашите животи може да се заврши во целост. И последна работа, ќе кажам, упорност или издржливост. Не им кажеше Господ, одете еднаш, после јас ке се повежам, ги завршам. Идете еднаш, втор ден, трет ден, четврти, пети, шести, седми. И ќе биде готово. И во нашите животи, сакам сега стварно да размислиме. Што е тоа нешто во нашите животи, кој што ни се чини како зидовите околу нас? Кој е некаков предизвик во нашите животи, кој што мислиме дека не може да се сруши, дека преку тоа Бог не може да ме искористи? Што е нешто во нашите животи, што е толку големо, што едноставно не става пак во некакво робство. И ни треба ослободување, ни треба Бог да дојде да ги сруши тие зидови. Имам една илустрација за неколку работи што чувствував дека се работи со кои што ние сите се соочуваме. Ќе ги ставам тука пред мене да се гледат. Може би за некој од нас, нашиот зид во нашите животи сега или пречка, која што мислиме дека Бог не може да не пренесе преку таа пречка и може би се наоѓа во некаква сезона на исчекување да видиме победата на крај. И може би страф од минатото. Може би се прашуваме каде Бог не води моментално. Во која насока не води. И може би не повикува во некаква битка што не се чини нелогична. Да учествуваме во некаква битка во нашите животи. За да видиме победата на крај. Друго нешто што може би не става во робство и не става позади тие зидови, да уживаме во слободата која што имаме во Христа. Е грижа за финансии, што е доста легитимна грижа. За финансии, Боже, дали ќе имам пари за да можам да живеам утре? Дали ќе се погрижиш, Боже? Дали ќе го тегнеш тоа? Дали ми покажеш дека се грижиш за тоа, за да јас можам да се ослободам, да се прејадам? Трето нешто. Може би се бориме со некаква зависност и мислиме дека нема шанси овие зидови да се срушат. Нема шанси јас да преминам преку реката Јордан. Што ако тоа е нешто што Бог бара храброст од тебе и послушност? Верувајќи му дека Он може да го сруши тоа во твојот живот. Четврто нешто. Ова за мене е многу горени. Јас го запознав Господ кога имав 16 години, сега сум 25 години. Ова за мене беше доста тешка работа во мојот живот. Заробеност во минатото. Ова нешто може
да не заробува и да го крши тоа што Бог има спремено за нас. Да живееме во слободата. Тоа беше нешто што Бог го скрши во мојот живот, за да јас можам да ги служам на другите, за да јас можам да живеам во слобода. И последно нешто што ќе спомнам е несигурност. Што може да е поврзано со било какви прашања за мене лично, за мојот живот, прашања кон Бог, што може би ни се чини дека не ни одговори. И не се чини тоа дека е некаков цет во мојот живот, кој што мислам дека не може да се сруши. И се чувствам заробен, се чувствам дека не можам да поминам преку реката Јордан, да кажеме. Сега гледајќи ги сите тие работи тука, сакам да размислуваме метафорички, но и пророчки. Заради тоа што верувам дека со тие нешта многу од нас се соочуваме. Сакам да размислуваме во тоа што сега го кажав дека Господ го бараше од израелците. Вера, послушност, храброст, доверба, упорност. Кога ти во твојот живот си во сезона на исчекување да Бог ги сруши овие зидови или овие пречки што се во твојот живот. И Бог бара послушно од тебе и бара соработка со тебе. И може би ти чекориш сега многу метафорички. Ти чекориш секој ден околу твоите зидови и га се молиш. И Бог ти вика, продолжи. Ајде, на прв ден сме. Имаме уште 6 дена, имаме уште 6 години можеби, 6 месеци. Продолжи да чекаш. Продолжи да имаш вера во мене. Продолжи да имаш храброст. Верувам дека секој ден било што ни се пречки во животот, било што ни се тешки работи што мислиме дека не може да се срушат. Ако секој ден ги практикуваме тие работи и продолжуваме да му веруваме на Господ, секој ден се приближуваме, да кажем, до ветената земја. До таму, кај што ни е слободата. Ќе ни расте нашата вера во Господ. Дали тоа што чекориме, не гледам ништо дека се менува. Но се менува моето срце, кој што учи да верувам на Господ. Амен. Кој што верува дека Бог на крај ќе ги скрши тие нешта во мојот живот. Секој ден, ако го правиме тоа, ако се молиме, ако читаме Божиот збор, ако разговараме со другите, ако се молиме за тие нешта, верувам дека на крај, како што Бог му кажа на Исус Навин, јас ти го предавам Ерихон. Мислам дека и тие нешта ќе се скршат и ќе видиме победата на крај. Амин. Сакам да ме охрабрам да не се откажувате во сезоната на исчекување. На сезоната која што е толку тешка. Заради тоа што ако сум во сезоната на исчекување, да кажеме тука ми е ветување, тука ми е исполнување, а јас ставам тука. А вие што гледате? Тие работи пред мене, така? Јас не ги гледам, но знам дека се таму. И кога чекорам во таа сезона на исчекување, чекорам со некаков товар, кој што знам дека е таму. Било што да правам, било што да, не знам, и да се молам, знам дека се таму и тоа е како товар на мене. И верувам и ќе се молиме и денес. Бог, како што на 7-миот ден, ги скрши зидовите на Ерихон. За да израелците може да чекорат еден чекор, едната битка напред, за да влезат во ветената земја. За да влезат таму каде што Бог им ветил. Дека ќе дојдат, дека ќе најдат слободата за секогаш.
Да се молиме овие зидови денес да се срушат во името на Исус в нашите животи. Amen. Во Евреите 11 глава 30 стих вели вака. Преку вера паднаа ерихојските зидови по 7-дневното обликување околу нив. Евреите околу нив. Преку верата паднаа ерихојските зидови. Сезона на исчекување е многу пати спомната во Библијата. Сезони на исчекување Бог ги користи за нашата изградба. За Исус Христос е на прво место во нашите животи. Која прв пат е спомнат Божи план за Исусовото доаѓање и за спасението преку Исус Христос. Прв пат теолошки се верува дека дека планот за Исусовото доаѓање и спасението е спомнат во книга Битие во 3 глава. Тој на почеток од нашата Библија. Ете некаде на почеток. И сега сакам да замислиме, не сакам да бројам тие години, не знам колку години е тоа. Но сакам заедно да видиме колков дел од Библијата, скоро цел дел од Библијата беше чеканието, одветувањето дека ќе дојде Спасител, кој што ќе не избави од гревот, кој што ќе умре за нашите гревови. До кога Исус дошол и го исполнил тоа. Не можам да ги избрам тие денови, години, не знам колку 100.000 години. Сезоната на исчекување да се исполни Божиот метаплан, најголемиот план преку Исус Христос. Исчекување да се исполни тоа што Бог ни го ветил. И тоа се исполни пред 2000 години на крстот на Голгота. Тогаш целата историја, целата теологија се дојде во целост. На крстот се исполни Божиот план во нашите животи. И преку тој крст, ние сега може да живееме живот кој што е слободен живот. Ние сега може да бараме од Бог, да ни помага секој ден, да живееме во слобода, да ги руши тие зидови кои што ние ги имаме во нашите животи. Бидете радосни ако се наоѓате во сезона на исчекување. Бидете радосни ако се наоѓате во сезона каде што се уште може би не го гледате исполнување од Бог. Заради тоа што во таа сезона Бог работи моќно, иако не го гледаме тоа. Amen. Да ги земаме тие сезони на исчекување сериозно во нашите животи. Да се предадеме на Бог, да му предаваме нашите грижи, верувајќи дека Он ќе се погрижи. И не знам кој вас моментално се наоѓа во лично во некаква сезона на исчекување, но ние како црква, како Божја црква, се наоѓаме во сезоната од првото доаѓање на Исус до второто доаѓање на Исус. Така што сите на некој начин моментално сме во сезона на исчекување. И тоа исчекување на Исус кој што ќе дојде пак повторно на оваа земја. Исус Христос кој што ќе го створи новото небе и земјата повторно. И ќе се исполни од целост неговиот план.